Го знам јас него, не ми го кажувај ти мене. Студиравме заедно. И сега го ставиле таму на некоја позиција. Да не беше мајка му да оди да ги моли, дека не ми се прави таа мене денес. Јас знам, јас уште на времето живееше кај нас тука во зградата. И сега нешто на мене ќе ми објаснува и ќе ми кажува. Многу често слушам вакви муабети. Тоа ми инспирираше да размислам на многу теми, како например осудата и критиката, ставовите, уверувањата кои што ги имаме собрани од некаде, нашата потреба преку критиката на другите да се оправдаме себе си. Меѓутоа, она на што сакам да го задржам фокусот е колку тоа што го знаеме за луѓето или мислиме дека го знаеме, не спречува да го запознаеме на вистина човекот. Да му дадеме можност да се поправи, условно кажано, да го поправи впечатокот. Колку сме отворени да го промениме нашето мислење за другите, да не им судиме денес на нешто што било во минатото, да си дадеме и себе си можност да ги видиме во едно поинако светло, да ги запознаеме од некоја друга страна и колку на тој начин се скратуваме искуства, односи, врски, или ако ништо друго, си трошиме џабе време, правејќи анализи, разговарајќи за луѓе кои воопшто не ги познаваме, критикувајќи ги, несвесни дека ние не си даваме можност да ги запознаеме и дека нашето мислење и став за нив се заснова на нешто што тие може би биле некогаш, на нешто што може би не направиле како што ние сме очекувале, според стандардите, или просто кажано грешеле, погрешиле. Се прашувам што се крие за тоа. Дали ни е полесно на тој начин да не се соочиме со тоа што ние сме биле во минатото, со нашите грешки, со нашите пропусти, со нашите заблуди, со тоа дека ни е полесно да го заборавиме сето тоа. Или пак од друга страна не подсетува на тоа дека и ние понекогаш сме грешеле, сме правеле работи кои што не биле по стандардите, не биле според очекувањата на нашите родители, па може би според личните очекувања. Колку имаме капацитет да разбереме, да прифатиме дека сите луѓе грешат, се носат со своите заблуди како што знаат и умеат, одат, условно кажано, по криви патишта, се откажуваат, се носат со своите страдања како што знаат и умеат, ги развиваат или не своите капацитети, вештини, во зависност од можностите, уверувањето, условите, исто како и ние. И не се работи овде за другите луѓе. Во моите видеа и во се што правам не се работи за другите. Се работи за нас, за нашата лична одговорност, за нашиот капацитет да бидеме повеќе луѓе, да бидеме пошироки, повеќе да прифатиме, повеќе да разбереме, да се свртиме кон себе и да се запрашаме што е тоа, кои се тие наши уверувања, наши сознанија од минатото, што не ни дозволува понекогаш да ги видиме луѓето какви се сега во односот со нас, затоа што се блокираме сами себе од нешто што било некогаш и од нешто што може би веќе не постои. Или нешто што било само дел од процесот на раст и развој на таа личност, исто како што и во нашите биографии, ако бидеме искрени со себе и со светот, постојат многу работи кои не би сакале да се таму, не би сакале да се случат, би сакале подобро да ги имавме направено, поинаку да се носиме со одредени ситуации, поинаку да реагираме од оваа позиција каде што сме сега, со овие искуства кои што сега ги имаме, со знаењата или сознанијата кои денес ги имаме. Меѓутоа е факт дека тогаш во тоа време, во тие услови, сме правеле толку колку што сме знаеле и умеле, така како што било најдобро дури и кога не било добро. И може би тоа не штитело од нешто што можело да биде многу полошо, условно сепак кажано. Ако сме искрени со себе, и ние сме грешале, и ние сме биле во заблуди, и ние на некој ниво сме биле тој кој што гледа полесно да си помине во некоја ситуација, тој кој што понекогаш се труди да ги излажи, изманипулира другите, да повреди некогом свесно, несвесно, намерно, ненамерно. Сме имале периоди во кои не сме биле доволно успешни,
доволно сретни, доволно мудри. И токму затоа сме работеле на себе, сме растеле, сме се развивале, сме учеле, сме грешале, сме паѓале, сме станувале. И денес сме некоја личност која што е резултат, збир на сето тоа и која што може да биде многу поразлична од онаа личност која што другите и светот ја познавал пред 20 години. И за себе бараме и очекуваме да бидеме прифатени и признати, независно што се сме правеле и што се сме биле и што се сме поминале. А некако сме тврди во прифаќањето на другите луѓе, затоа што сме ги знаеле некогаш, затоа што сме биле разочарани, изневерени од нив некогаш, затоа што не ги исполниле нашите очекувања и не останале достојни на улогите што ги играле. А ние сме очекувале така. Јас се фаќам понекогаш по такви ситуации кога она што го знам за луѓето од минатото, можеби не ме наведува да ги осудувам, затоа што сум расчистила со тоа одамна, не ме наведува да ги критикувам, бидејќи јас и мојата критична личност сериозно и долгогодишно разговараме и разрешуваме некои наши недоумици, затоа што од некаде ќе дојде некој таков глас или некој такво сеќавање или нешто што го знам за тој човек, па според мојата проценка, моите очекувања не соодветства на тоа што денес таа личност го представува во јавноста и ми предизвикува сомнеш. Реков, не осудувам, не критикувам, немам гнев, бес, меѓутоа имам сомнеш и свесна сум дека тоа е резултат на нешто што таа личност била некогаш, или јас така сум ја гледала и така сум ја разбрала. Анализирајќи други конкретни ситуации, комуникации на луѓето околу мене приватно и службено, работејќи со млади луѓе, многу често наидувам на тоа дека она што некогаш сме го знаеле за луѓето, многу ни смета да го видиме со други очи човекот што е денес, да му дадеме можност да веруваме дека може да се промени, да стане подобра, поквалитетна личност, иако сите се стремиме кон тоа. Тоа ми е многу интересно, затоа што ме води кон оние двојни критериуми. Она што го барам и очекувам за себе, не го давам на другите. Или она што го барам и очекувам од другите, не го барам од себе си, зависно од тоа каква личност сме. Иако во текот на животот, низ нашиот раст и развој учиме дека луѓето се менуваат, може да се менуваат ако свесно изберат, може да се менуваат ако побараат помош, поддршка, учат, работат на себе, може да грешат, може да бидат во заблуда, дека може да бидат слаби. И тоа свесно ниво го знаеме, го гледаме секојдневно, се обидуваме да го надраснеме, да го разрешиме најпрви кај себе. Тогаш не би требало да ни представува проблем да го прифатиме тоа и кај другите луѓе. Односно, да бидеме свесни дека луѓето се менуваат и на подобро и на полош, условно кажано. Дека луѓето паѓаат и стануваат, дека тоа што сме запознале една личност во еден период од незиниот живот или во една нејзина улога не ја представува целата личност, може би нема капацитет некои улоги да ги игра на високо ниво според нашите или општествените стандарди, меѓутоа тоа не значи дека во некоја друга улога или во некој друг период не може да биде квалитетна, позитивна и посветена на улогата која што ја игра. И другите луѓе си ги учат своите лекции, и другите луѓе си ги забораваат исто како и ние. И другите луѓе имаат слабости, живеат во заблуди, прават работи за кои што можеби после години нема ни да може да поверуваат дека ги направиле. Токму заради тоа сметам дека не треба да бидеме толку тврди, толку критични, со толку некои скаменети уверувања и ставови, да не тргнуваме секогаш од идејата го знам јас него. Туку едноставно да си дадеме можност прво себе си, да бидеме пошироки, поотворени, поголеми, почовечни, со помалку осуда, со помалку критика, со помалку знам, го знам јас. Затоа што тоа покажува дека ние сме пораснале, ние сме созреале, ние сме станале пошироки
сме го зголемиле нивото на прифаќање, нивото на разбирање. Сме се разбрале себе си и можеме сега полесно да ги разбереме и другите. Сме си дозволиле себе си да грешиме низ животот, да паѓаме, да стануваме и токму поради тоа ги разбираме и прифаќаме другите со се што носат во себе. Луѓето кои ги среќаваме денес се резултат, збир, склоп на се она што биле претходно, на се она што искусиле, на се она што научиле, дознале, осознале, можеби на потешкиот пат, можеби после многу заблуди, можеби после многу условно грешки. Тоа е приказна на многу луѓе, само што понекогаш ние не ја знаеме. Луѓето кои не ги знаеме од некогаш, полесно ги прифаќаме, полесно ги почитуваме, полесно им се восхитуваме, ако сакате, не знаеки што се носат во себе, што се поминале. Додека пак е оние кои ги знаеме, тоа што некогаш сме го знаеле или мислиме дека го знаеме денес и го паметиме од некогаш, не спречува да ги видиме денес токму такви какви што се. А луѓето се менуваат, созреваат, растат, исто како и ние. Во суштина темата на ова видео е зошто тоа што го знам за другите ме спречува да го дознам она што не го знам. Или зошто една улога или еден период во нивниот живот, во нашето заедничко дружење, ме оневозможува и спречува да можам со други очи, од друга перспектива, онаков каков што е денес, да го видам, да му дадам можност, да му простам, ако е тоа потребно, да го разберам, да го прифатам, затоа што и мене, и нему или неа. Се што е човечко, не ми е туѓо. Дали тоа само го повторуваме така напамет или веруваме длабоко? Поентата на сето ова ми е да освестиме дека она што го знаеме за луѓето, она што сме го знаеле некогаш, не мора да е секогаш вистина. Нити пак нешто што е вечно и неменливо. И важно е тоа да го освестиме затоа што ние си скратуваме многу искуства, многу пријателски односи, многу можности да научиме нешто ново. Токму затоа што сме затворени во тоа, го знам јас него, немам што да научам од него. Лесно му е него. Да го биваш е него. Што е одлика само на нашето незадоволство со себе си, нашата желба вечна да се споредуваме, да критикуваме и сериозна потреба за работа на себе, за да ги прошириме нашите видици и нашите капацитети за прифаќање на другите во целост, онакви какви што се. Под прифаќање не подразбирам поддршка, не подразбирам дека тие треба да влезат во нашиот живот, да ни станат најдобри пријатели, туку дека едноставно имаме капацитет и можност, ако сакаме, да разбереме, да прифатиме дека е тоа како што е, дека се такви какви што се. Исто така и да одлучиме дали ќе ги поддржиме, дали ќе ги пуштиме во нашиот живот, колку блиску ќе ги пуштиме да ни се доближат, какви односи ќе градиме со нив. Меѓутоа, за да дојдеме до тоа, треба луѓето да ги видиме како една целина, да ги побараме по себе, низ нашата приказна, низ нашиот развој во нашата биографија, затоа што нели на крајот на краиштата луѓе сме и по зависност од условите има голема веројатност да поминуваме исти искуства, да правиме исти грешки на различни начини во различни периоди. Токму затоа неприфаќањето на другите покажува дека не сме прифатиле многу работи кај себе, а се додека не се прифатиме и разбереме себе си, не можеме да ги прифатиме и разбереме другите. Тоа е многу важно за да можеме да продолжиме со својот раст и развој, со својот живот, да имаме поквалитетно живење, поквалитетни односи, да бидеме почовечни, да се обидеме повеќе да живееме сега и овде, а минатото да не биде само извор на искуства, сознанија, знања и да ни помогне денес да бидеме поинакви, побогати, почовечни, похумани, посрегни, позадоволни, да бидеме повеќе луѓе. Јас ви благодарам за вниманието, ви благодарам за поддршката на каналот. Ставете subscribe ако не сте го направиле тоа, ставете лайк на ова видео, споделете го со некого ако мислите дека може да му користи. Се гледаме наскоро.